По тројното убиство во основниот суд во Виница пред 16 години, каде смртно настрада две странки во судски спор и адвокатка, а куршумите не ги погодија судијата кој го судеше предметот и уште две други странки, во македонското судство беше воведена судската полиција. Паралелно беше донесен и закон за правата и обврските на судските полицајци. Предходно, странки, нивни роднини, пријатели и слично можеа да влезат во судовите и да ги влечат или им се закануваат на судиите како да се на улица. По толку години практицирање на новините со судската полиција, нашето судство се уште е изложено на брутални напади по разни основи и од различни напаѓачи, на чија мета не се само судиите, туку и нивните семејства, домови или имот. Во Виница, например, на судија кој во постапка приватизирал фирма, му беа искршени прозорци на куќата, а фасадата и беше наградена од јајца и кал. Во Кочани неофицијално повеќе судии добивале закани од осудени или учесници во постапки, но по правило судиите настојувале сето тоа да не добие пошироки димензии. Многу пати и поради донесувањето пресуди кои во најмала рака биле нереални и неправедни. Па сепак, во какви услови работат локалните судии, веројатно зборува фактот дека кочанска судијка, за да им суди на осомничени и обвинети, барала полициска заштита. Може би затоа, кога се работи за посериозни предмети, односно судења, паметните судии едноставно се изземаат, а неретко судската постапка се префрла во друга судска институција во